Што е неопходно, гувернерке, да биде одговор на инфлацијските притисоци со кои се соочува Македонија, но и другите во регионот во последно време? Добро, во однос на инфлацијските притисоци би кажала дека после високите инфлацијски нивоа, кои што беа достигнати во периодот 2022 година, како во глобални рамки, така и кај нас, веќе сведоци сме на постабилни инфлацијски движења, односно на стабилизирање на инфлацијата. Причините за тоа се две. Едно е значајното стабилизирање на цените на примарните производи, особено на енергенсите и храната на светските берзи, и вториот фактор се одговорите од страна на централните банки на овие инфлацијски движења. Така како резултат на овие фактори, најновите податоци кај нас, да се фокусирам, упатуваат на значајно намалување на инфлацијските притисоци, кои што во септември достигнаа 2,6% на годишна основа. Ако гледаме просечна инфлација од почетокот на годината, заклучно со септември, бројките упатуваат на 3,3%. Овие движења во основа се во линија со очекувањата на Централната банка за просечната годишна стапка за 2024 година од 3,5%, а исто така и во линија и со најновите очекувања на ММФ, кои што всушност вчера беа објавени, кои што проектираат просечна инфлација од 3,3%. Значи, генерално поволни се движењата, меѓутоа сепак би потенцирала дека ризиците се присутни и потребно е внимателно водење на политики во натамошниот период. Девизните резерви на крајот од септември изнесувале 4,4 милијарди евра. Најголем дел од девизните резерви се во харти од вредност, потоа следуваат валутите, депозитите и монетарното злато. Дали ваквото пласирање е очекувано или има некои нови трендови? Ова е вообичаена структура на девизните резерви. Она што е важно во однос на девизните резерви би потенцирала дека тие речиси во континуитет и покрај невидените шокови со кои што се соочивме во изминатите неколку години, продолжуваат да растат. Последната состојба е, како што посочивте, 4,4 милијарди евра, но ова значи дека тие се повисоки за околу 40% во споредба со предпандемискиот период или се повисоки за околу 1 милијарда евра. Секако ова се поволни трендови кои што говорат во насока на тамошно јакнење и на генералната макроекономска стабилност и на стабилноста на домашната валута. Причините за овие поволни трендови се поповолните надворешни случувања. Особено имаме поволни случувања во сегментот на странските директни инвестиции, кои што за првата половина оваа година изнесуваат 500 милиони евра, но исто така ова говори дека стабилни се и очекувањата на домашните економски субјекти, односно говори за довербата во домашната валута. Каква е генерално економската и финансиска слика на Северна Македонија? Реални ли се прогнозите на Светската банка? Во однос на динамиката на економскиот раст би рекла дека генерално продолжува трендот на закрепнување на економската активност, иако со нешто поумерена динамика, односно во изминатиот период имавме раст од 2,8%, кој што минатата година се сведе на 2,1%, а оваа година во првата половина беше остварен економски раст од 1,8%. Оваа стапка на раст годинава е во линија и со очекувањата на Централната банка. Ние проектиравме 1,9% раст за првото полугодие од годината, а на годишна основа би рекла дека стапката на економски раст би требала да биде нешто 2%, барем имајќи ги во предвид последните расположливи макроекономски податоци за третиот квартал оваа година. Секако ризиците се присутни. Што ќе се случува во домашната економија во голема мера зависи од надворешните случувања, особено случувањата во Европската унија и во германската економија како наш најзначаен трговски партнер, која што впрочем минатата година заврши со рецесија, оваа година се очекува стагнација, а дури наредната година благ раст. Дали банкарскиот систем е солвентен? Она што е важно да се потенцира е дека и покрај шоковите со кои што се соочивме во изминатиот период, стабилноста на банкарскиот систем беше одржана и не само што беше одржана стабилноста, туку таа беше и дополнително зголемена, кое што всушност може да се види преку повеќе индикатори.
Например, адекватноста на капиталот, кој е еден индикатор за солвентноста на банкарскиот систем, достигна 19%, што е највисока стапка од, па би рекла, во изминатите 2 децении. Исто така, квалитетот на капиталните инструменти во банкарскиот систем е значајно зголемен, а и квалитетот на самото кредитно портфолио е значајно подобар во споредба со предкризниот период. Со Македонија во СЕПА, единствената област за плаќање во евра, компаниите ќе ги намалат трошоците за плаќање во странство, граѓаните ќе заштедат 16 милиони евра. Според проценките на Светската банка, членството во СЕПА може да ја намали и сивата економија за околу 2%. Реални ли се очекувањата? Да, апликацијата за СЕПА, за членството во единствената платежна европска област, го поднесовме, апликацијата ја поднесовме во јули ова година, меѓутоа поднесувањето на апликацијата беше резултат на интензивни напори за имплементирање на европската регулатива кај нас во 3 клучни сегменти, тоа е банкарската регулатива, регулативата за спречување на перење на пари и регулативата која што се однесува на платежните системи. Тековно во процес е оценка на нашето варање, на нашата апликација од страна на Европската комисија. Позитивното мислење од страна на Европската комисија е клучно за да може европскиот платежен систем, кој што во финална инстанца ја носи одлуката, да донесе позитивна одлука. Ние сме оптимисти, имајќи ги предвид вложените напори, она што е сработено досега, да во скоро време добиеме позитивна оценка. Но тоа не значи автоматски да ги почувствуваме придобивките од СЕПА, потребни се дополнителни напори, особено од страна на нашиот банкарски систем, кој што треба да се поврзе де факто со европските платежни системи. А потоа секако очекуваме значајни придобивки кои што вие впрочем и ги споменавте. Гувернерке, ви благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство.